13 повторно се врати на музичката сцена. Како што знаете, вечерва се наоѓаме на неговата промоција за неговите две песни, односно песната Све кое што издоминира и стана еден голем хит, исто така и песната 13 причини кое што му е во соработка со Давор Арчек. Вечерва ќе ги прашаме неколку прашања Давор, а и Боки, и останете со нас да видите што одговорија. Боки, прекрасно изгледаш вечерва на својата промоција, можам да кажам. Што носиш вечерва? Што си облече? Црно-бела комбинација, малку Шанел. Кажи ми, како ти се допаѓа твојата промоција? Гледам дека е направена во еден преубав класичен стил. Па да, поинаку не е во класичен стил, него е поинаку, значи една заедничка тајна вечера со медиумите. Имавме, така да задоволен сум секак. Има ли нешто тајно што го крие, што го откри денеска само на медиумите? Па нема, углавном кај мене се јавно и транспарентно, барем онолку колку што треба да биде, така да вечера сме со друг повод и причина, тоа се двете песни кои што стана апсолутни хитови за многу кратко и тоа ми е онака главниот мотив и среќен сум што е така. Какви очекувања имаше ти за твојата песна Све? А како гледаш сега, од кога излезе после 5 дена со 500.000 прегледи? Па, реално очекував дека ќе биде вака. Реално очекував и можеби не доволку дека ќе биде, али очекував дека ќе биде добар. Добар одзив и негде бев сигурен уште прв пат кога ја слушнав кај Дарко дека ќе биде хит. Многу од коментарите на самата песна, имаше многу коментари дека твојата песна е поголем хит од сите песни на Милица Павловиќ. Што можеш да изјавиш за тоа? Драго ми ако е така. Не сум ги чул сите песни на Милица Павловиќ. Ако е добра песна, ќе си го најде својот пат. Али ја не се споредувам с никој, не ни сакам да ме споредуваат, така да не ми значи нешто превише. Кажи ми, како течеше соработката со Давор и спремањето на песната дуетска што имаш? Ние некако спонтано ги правевме сите чекори, Дарко Димитров не водеше во целиот процес. Задоволен сум од се и сметам дека има и таа песна апсолутен потенцијал, дека самиот Давор има апсолутен потенцијал, така да е добра комбинација. Многу збора дека твојот глас е AI, не бил вистински, но го слушнавме Давор дека бил со тебе во студио и дека тој е твојот вистински вокал. Што имаш да изјавиш? Дека ќе ме слушнат уживо како ја пеам Све, па тогаш ќе ги демантирам вака, нека зборат што сакаат. Колку време траеше снимањето на еден спот? 3 дена еден, 3 дена друг. Дали беше тешка целата организација? Напорно, да. Ја не сум снимал дугачки години, али напорно во секој случај, али кога ќе ги видиш резултатите, онда ти е драго што е. Ти се исплатил трудот и времето. Боки се врати на сцената, издоминираш и морам да те пофалам на финалето на Хајп Звезда. Целиот вкупен настап на двете песни беше феноменален. Колку време ти требаше да се пресоблечеш и да дојдеш повторно на финал? 40 секунди имав. 40 секунди беше интрото и онај музички спој помеѓу двете песни. Толку има време да се спремам од глава до пет и да се преоблечам и да дојдам на сцена. А благодарам, настапот беше спектакуларен. Дали беше изморен додека беше на сцена, бидејќи двете песни една по друга трае околу 9 минути? Да, али ја работам на кондициони вежби и се надам дека ќе донесам кондицијата на ниво на каква што треба да биде. Дали спремаш некои нови проекти, нови песни? Кажете како имаш две соработки. Сега еве овие да пројдат, потоа септември, октомври се гледаме со сите нови проекти. Ви благодарам на вниманието, благодарам што бевте овде и се гледаме со нови проекти и со нови успеси. Добро вечер, Давор. Честитки за твојата песна заедно со Боки, честитки за огромната промоција вечерва. Кажи ми како се чувствуваш вечерва и дали ти се допаѓа вашава промоција, да кажам? Добро вечер, Марија. Па пред се, ова е за мене нешто поразлично. Не е класична пресконференција за новинари, туку мене лично многу повеќе ми се допаѓа еве вака во овој амбиент. Прв пат присуствувам на вакво нешто. Така да не можам да кажам дека не ми се допаѓа и мислам дека на секого би му се допаднало. Да прашам едно многу интересно прашање. Какви беа твоите очекувања на почеток пред да излезе песната, а какви се сега твоите гледишта на самата песна? Па со оглед на тоа колку се трудевме се да испадне перфектно и така како што треба, кога е во прашање и музичкиот дел и видеозаписот,
не можам да кажам дека имав преголеми очекувања, ама не можам да кажам дека имав мали очекувања. Искрено очекував да помине супер. Ме изненади искрено и подобро поминува отколку што очекував. Луѓето ја слушаат, има многу позитивни коментари. Така да, дури прочитав еден коментар, луѓе, превише позитивни коментара, нешто не е уреду. Кажи ми, што можеш да кажеш за тоа што Боки изјави дека можел да те роди? Не, Боки, не може никако, ама нема ни Боки сега да може да ме роди, нема ни Боки. Мислам, јас не сум дете, али тоа Боки го кажа у смисол затоа што новинарите спомнаа за премногу такви коментари пошто дуетот е со Боки, за тие некои спојувања и така натаму што коментираат луѓето што нема врска, па Боки затоа го кажа тоа, така да Боки се шалеше. Кажи ми, Давор, колку време го снимавте овој спот? Колку вложивте од себе и како поминуваат тековите подготовките на овој спот? Па вложивме не 100, него 200% од себе. Сега имаше и нормално, на секое снимање спот има некои компликации, се комплицираат некогаш работите. Какви компликации имавте? Па некои компликации имавме за време на снимањето, падна струја и така натаму, кои не беа до нас, ниту до екипата која што работеше на спотот, пошто работеше најпрофесионална екипа, стварно и во режија на Весна Петрушевска, така да екипата која што работеше на спотот стварно беше феноменална. Меѓутоа, како што кажав, на секое снимање спот, без разлика кој снима, како снима, се случуваат такви работи. Некогаш да не оди баш се по планот, меѓутоа на крајот се испадна така како што треба, брзо се реши проблемот и успеавме да снимиме, ама пак ќе кажам дававме 200% од себе, пошто имаше и кореографија која што морав да научам, ја научив за поприлично кратко време, ме тераа со сила, јас мислев дека не можам да го направам тоа. Меѓутоа испадна се како што треба и по реакциите на публиката гледам дека стварно им се допаѓа на луѓе. Морам да ве пофалам и да ве кажам дека стварно издоминиравте на лајф настапот во финалето на Хајп Звезда. Кажи ми, дали тоа беше, бидејќи гледавме дека све беше one take, колку време му требаше на Боки да отиде да се пресоблече и да се врати повторно на сцената и како се одвиваше тоа? Па јас колку што гледав, 1 минута траеше целото тоа интро каде што играчите играа. Па околу 40 секунди сигурно. Јас мислев дека тоа е немогуча мисија да се случи, ама ето успеа. Кој му помогна? Му помогна неговата асистентка, таму и луѓе кои што работеа позади сцената. Ајде, може ли моце да испееме песната Мајве на македонски? Имам 13 причини да те сакам, пак 13 причини да те мразам. Кога викаш готово се враќаш кај мене. Кај мене назад. Дали се уште го памтиш денсот, играњето таму? Го памтам, ама не би сакал сега тука да денсам, затоа што мислам дека можно да ми пукнат панталоните. Не се Премногу ти се тесни? не се баш за игра. Кога бев на кореографска проба, едни фармерки ми пукнаа, така да не би сега исто тоа ми се случи. Фала ти премногу, да. Фала ти на тебе.